Време е за прв премиер албанец, е мотото на владеачката Дуи на овие избори. Држава за сите е пораката со која главниот претендент, коалицијата на Алијанса за албанците и на Алтернатива, сака да ги симне интегративците од тронот. На терен, Дуи се обидува да обезбеди поддршка со програма тешка 188 страници. Во делот за владеењето на правото, партијата и понатаму инсистира на ветинг како клучен принцип, предлог кој инаку не им помина во актуелниот мандат на власт. Ветувањето е дека ќе се формира институција која преку проверка на сите бази на податоци ќе дава сертификат на секој што претендира да биде носител на јавна функција. Интегративците ќе бараат и задолжителен 6-месечен извештај од судскиот совет и од Советот на јавни обвинители за борбата против корупцијата кај јавните функционери. Во првите 100 дена од евентуалниот мандат, Дуи ќе бара и формирање на нов врховен суд за еднаквост, кој ќе биде надлежен за дискриминација на државно ниво. Сите жалби од страна на граѓани за дискриминација од страна на државата, тоест администрацијата, но и судовите, врз основа на некаква си етничка, полова или социјална пристрасност, тој суд да може да ги поништи тие одлуки и тие решенија со цел да се разгледуваат повторно. Меѓутоа очигледно дека тој отпор кон недискриминирањето е преголем за да се поништи само со комисии и со некакви поблаги законски решенија. Понудата на Алијансата за албанците и Алтернатива е напишана на 73 страници. Иако по обем материјалот е помал од оној на Дуи, тоа не значи дека пред гласачите ветуваат помали проекти. Во делот на владеењето на правото, тие бараат нов устав кој би ги изедначил двете најголеми етнички заедници. Ветуваат и нов дводомен парламент, при што едниот би бил дом на етнички заедници, а другиот дом на представници кои ќе бидат еднакви во донесувањето на законите. И опозицијата ветува ветинг и испитување на потеклото на имотот на судиите и обвинителите, но и трет извештај на Прибе по случајот Рекет. За зајакнување на довербата во судството, ветуваат и мисии на европски суди и обвинители за ревидирање на судски случаи од висок профил, како и упадот во собранието. Ја не велам дека има поштени и честни суди, како и поштени и честни јавни обвинители. Меѓутоа, еден огромен број од нив се партиски војници и мораме тој феномен да го исчистиме. Сега и лично јас до одредени амбасади ОСБ, оваа кампања имам и аудио снимки и слики на одредени полициски високи функционери и суди кои што се високи функционери кои што активно учествуваат во кампања. И сите тие слики се препратени до меѓународниот фактор и до ОСБ. Една работа која граѓаните ги засега повеќе од владеењето на правото е економијата. Во овој дел, Дуи повторно ветува еднаква распределба на јавните пари по региони, зашто гарант би било таквите одлуки да се носат со мнозинство гласови на албанците кои се членови на владата. Други мерки се работното време во петок да се скрати на половина, минималната плата за здравствените работници да биде 600 евра. Ветуваат и државен заем без камата за прв дом за млади, субвенции од 50% на социјалните придонеси за вработување лица од етничка заедница, субвенции до 10.000 евра за опрема за мали и средни предпријатија и до 20.000 евра за земјоделци. Како ќе се постигне сето тоа кога економијата е силно погодена од COVID-19? Тоа менаџирање на социјоекономските ефекти ќе влијае на динамиката на реализирање на другите проекти, но јас сметам дека со фактот што станавме земја членка на НАТО, со тоа што почнуваме преговори со Европската Унија, се менува атрактивноста на земјата по однос на странските инвестиции, а тоа е решението за намалување на невработеноста, за подобрување на стандардот, за зголемување на бруто домашниот производ. Меѓутоа, се разбира сето тоа откако ќе се менаџираат овие итни последици кои што ги остави пандемијата врз бизнисот. Иако светската економија е под притисок на пандемијата и во програмата на Алијанса за албанците и Алтернатива, има амбициозни економски предлози.
Коалицијата ветува економски раст до 5%, намалување на невработеност до 10%, отварање на 25.000 работни места и раст на просечната плата за 20%. Додека се ветува раст на платите, се ветува и пат на даноците. Нула персонален данок на минимална плата, ослободување од сите даноци на доход при инвестиција од диаспората за првите 2 години, зголемување на прагот, со кој се станува даночен обврзник од 2 на 3 милиони денари годишен приход. Според Таравари, дел од мерките се директно насочени кон албанците со причина. Во Македонија, ако ги земете сите економски развојни региони, најмалку капитални инвестиции има во Полошки регион, кај што живеат највише албанци, за жал. Ако земете невработеност, да ги анализирате во кои региони од државата, повторно ќе видите одредени работи кои што не би сакали ние како граѓани да ги видиме. Баш во тие предели кај што живеат албанци, таму има најголема невработеност. Ако видите на глава на жител колку се инвестира во одредени регии во Македонија, ќе видите огромна дискрепанца помеѓу Кумановско, Полошко и Скопско. Значи, и тоа не 10 пати, туку многу повеќе од тоа. Ако во ветувањата за економијата и правдата има разлики меѓу главните политички партии на албанците, тоа не може да се каже за темата надворешна политика. И опозицијата и власта велат дека нема да прифатат коалиција со партија која ги спори или би ги кочела договорите со Грција и со Бугарија. Од ДУИ додаваат дека тие би биле конструктивен партнер за постигнување поповолни решенија во работата на комисиите и за договорот од Преспа и за договорот за добрососедство со Бугарија. Мојот впечаток е дека политичките партии кога влегуваат во влада сваќаат дека тоа е поинаков апарат, во кој што поинаку се размислува. Тука партиските ставови стануваат нешто помалку важни отколку државните интереси и државните перспективи и затоа нема да преюдицирам дека преферираме некоја политичка партија, туку повеќе ќе се фокусирам на фактот дека никој не би имал партнер кај нас доколку се обиде да го наруши интегритетот на овие договори. Од коалицијата Алијанса Алтернатива не оставаат простор за маневар по ова прашање. Било која политичка партија, било која што има дилеми и ќе се обиде да попречи имплементација на Преспански договор, доколку тоа јавно го кажат после избори, ние како политичка партија, како коалиција, ниту нема да седнеме да коалиционираме. Се работи за експертски прашања, не се работи за емоционални прашања. Затоа и во тие работни групи се ангажирани експерти, генерално историчари, јазичари, односно по одредени области кај што треба да се, да речам, да се испеглаат од одредени разлики. Зошто да не побараме и одредени експерти светски кои што би им помогнале на овие работни групи да ги амортизираат ако имаат ставови кои што се различни или диаметрално спротивни едни од други. Ова се најбитните аспекти од партиските понуди за изборите што ќе се одржат за 9 дена од денеска. На 15 јули, граѓаните ќе треба да кажат чија понуда повеќе им се допаѓа, но и на која повеќе и веруваат дека и ќе се оствари.